Найди го n-тиот Маклоренов полином на функцијата f од x е еднакво на n минус x. N-тиот Маклоренов полином на дадена функција ни е даден со овај израз. Да забележиме тука, имаме кати извод во точка 0. Овакај Маклореновиот полином секогаш ни е 0. И уште нешто, како започнува од 0, па така, че ни е потребна ја f од 0 во точка 0. По дефиниција, нулти извод од одредена функција ни е самата функција, односно нулти извод во случајов од функцијата f од x е n минус x. Потребно ни е колкава е вредноста на нултиот извод во точка 0. Тоа е f од 0 или n минус 0, односно n нулта, што е единица. Да видиме што ни треба понатака. Кај е 1 ни треба f примот или прв извод од f. Кај е 2 ќе ни треба втори извод. Во наредните чекови пресметуваме прв извод, втор, трет, четврт и така натака. И сакаме да најдеме како тие се однесуваат или некаков патерн кој што може, кој што може да забележиме во промената. Да видиме. f прим од x е еднакво на извод од n минус x. Имаме сложена функција, извод од n минус x е n минус x, добричи. Имаме сложена функција, треба да помножиме и по извод од минус x. Извод од минус x е минус 1. Имаме една минуска тука. Потребно ни е f примерно прв извод во точка 0. Прв извод во точка 0 е n нулта, рековме 1, поради овај минус ќе биде минус 1. Втори извод ни е извод од првиот извод, значи првиот извод е n минус x, извод од првиот извод. Или минус може да оди пред заграда, ќе имаме во заградата n минус x, односно извод од n минус x. Видовме извод од n минус x е минус n на минус x. Пак ќе добиеме минусот, го препишуваме, да кажем уште еднаш, извод од n минус x е минус n минус x, па така сега тука ќе добиеме минус по минус, ќе дадат плюс, односно само извод од односно само n минус x. Па така, втори извод од точка 0 сега ќе биде во вториот извод, еве го изразот за вториот извод, заменуваме 0, n нулта е единица. Што се случува ако имаме трети извод? Да се бележиме тука дека ја добивме f од x. Па сега пак ако побараме на овој извод, ќе го добиеме овај израз тука. Па ако побараме после тоа четврт извод, ќе треба да побараме извод нова, па ќе го добиеме овај израз тука, па сето тоа ќе се повторува. Затоа ви велам, треба да побарате или да воочите некаков урнек или патерн како изводите се генерираат. Рековме ова и така. Натака, тука општо правило кое што важи е f од x, односно извод од парен ред, или ова ќе запишем како 2p, рековме некој парен број може да го запишеме како f на 2p, каде што p е некој цел број, извинете, е еднаков на n минус x, а додека f на некој непарен ред или од некој непарен ред, извод од некој непарен ред, ќе биде минус n минус x. Нас ни се потребни какви се изводите во точка 0. Па така, изводите од парен ред f од 2p во точка 0 ќе бидат n на минус 0 или n нулта се добива единици, додека изводите од непарен ред f на 2p плюс 1 во точка 0 ќе бидат минус
ќе бидат минус 1. Се враќаме на оваа формула, значи треба да го запишеме n-тиот полином. Pn е еднакво на. И развиваме оваа сума да видиме како изгледа. Најпрво имаме за k еднакво на 0 се добива нулти изводот во точка 0 по x на нулта врз 0 факторијал. Дефиниција 0 факторијал е единица, тоа да не го промашите во задачата. Па имаме за k1 прв изводот во точка 0 по x на степен 1 по 1 факторијал плюс втори извод по 0 x на квадрат врз 2 факторијал, овде имаме плюс и така натака плюс k оди до n, n-ти извод во точка 0 x на n-та n факторијал. Ајде да видиме тука што се добива. Ќе продолжам. Еве, тука прво ќе имаме. Видовме дека нулти извод или самата функција во точка 0 е единица. X на нулта е единица, 0 факторијал е единица, само 1 ќе имаме. Плюс. Тука имаме парен извод. Видовме дека парните изводи се минус единици по x на прва или само x по 1 факторијал или само... Ајде, ќе запишам за да видите дека тоа е каков факторијал. Плюс. Вторите изводи се единици, или, односно парните изводи се единици, па така втори извод во точка 0 е единица по x на квадрат врз 2 факторијал. Значи, парните изводи во точка 0 или изводите од парен ред во точка 0. Не е допрецизирано само ако решите парните изводи, треба да кажете и во која точка. Не околу тоа точка, туку во која точка. Продолжуваме. За трети извод што би се добило? За трети извод би се добила плюс, минус 1 бидејќи редот е непарен, по x на трета врз 3 факторијал плюс и така натака, плюс ќе добиеме n не знаеме, може да биде парно или непарно, n-ти извод, точка 0, x на n-та врз n факторијал. Последниот израз што го добивме, означен со звезда, може да се запише на следен начин користејќи сигма нотација. Да забележиме, доколку k ние парен број, тогаш имаме единица по x на степенот врз k факторијал, по x на степен k врз k факторијал. Овој дел и за, односно целиот овој дел, и за парните, и за непарните вредности на k е ист, не се менува, не се менува само ова. Како можеме да го запишем? Ако за парните е 1, ако за непарните е минус 1. Може да го запишем како минус 1 на степен k. Па така, доколку k е парно, ова ќе биде минус 1 на парен број 1, доколку k е непарно, ќе биде минус 1 на непарен број непарно. Рековме, останатиот дел од изразот останува x. Ист. Кај ни се движи, уште да не заборавивме? Од 1 до n. Ова израз тука ни е општиот израз за n-тиот Маклоренов полином на функцијата f од x е еднакво на n минус x. Се разбира, може да го развиете, да речеме, најдете го петтиот и да го развиете во ваков облик, без сигма нотација и да речете тој е петтиот Маклоренов полином за одредена функција. Доколку ви се бара во сигма нотација, ќе треба да забележите што се повторува и дали може некако тоа да го запишете. Не секогаш може да го запишете.